Борбата со огнената стихија е денонокна, а иако на моменти ситуацијата на терен се чини како сложена, сепак битката со пожарите и натаму е под контрола. Најкритично е во атарот на скопското село Копаница во Сарај. Поради силниот ветер се создаде голема огнена линија долга неколку километри на планината Жеден, која почна да се движи кон Тетово. Надлежните се сомневаат дека овој пожар е намерно подметнат од пиромани и повикаа институциите да реагираат и да ги казнат сторителите. Поради непристапниот терен бе активирани и ер-тракторите. Нов пожар, најверојатно намерно подметнат. Не знаеме кои се мотивите, но полицијата работи на откривање на сторителите. Поради ветрот, пожарот се движи со голема брзина кон сртот, поради што одлучивме овде да ги активираме ер-тракторите на дирекцијата, кои што започнаа со дејство, но од она што можам од овде да го видам се работи за голема пожарна линија, која што е долга повеќе километри. Поради сувата вегетација и ветрот, овој пожар има капацитет значително да се расшири. Добро е тоа што не гори квалитетна шума, горат пред се сува трева, грмушки, трња и други ниски растенија. Уште една голема битка пожарникарите ја водат и во Тетовско, кај православните гробишта. И овој пожар поради силината на ветерот брзо се движи кон планината Шарпланина. На теренот земја гас на тетовските пожарникари, додека од небо се фрла вода со полицискиот хеликоптер. Со голема брзина поради ветрот се шири кон планината, конкретно кон Шарпланина. Таму на лице место се наоѓаат тетовските пожарникари со подршка на полицискиот хеликоптер, ќе се обидат да го стават под контрола. Пожарот кој со денови беснееше на Китка е целосно ставен под контрола. Последната битка се одвиваше доцна во ноќта и раните утрински часови. Денес пожарот надлежните се надеваат дека целосно ќе го изгаснат, но сепак предупредуваат дека можно е злонамерници и несовесни граѓани повторно да го потпалат. Во моментов на територијата на Македонија регистрирани се вкупно 13 пожари на отворен простор, од кои 5 се активни, 3 се под контрола, а 5 се изгаснати. Надлежните повторно апелираат за поголема свесност кај граѓаните, да не се фрлаат од пушоци на секаде, да не се палат скари на отворен простор и доколку забележат пожар или чад, веднаш да пријават. Во меѓувреме забраната за движење низ шумите е продолжена до 30 септември.